се наоѓаме на тврдината која што гледам според поставените табли се означува како Кастел на Тичиња. Зашто станува збор? Станува збор за една локација на која археологијата открила наоди од раната цивилизација, од зората на цивилизација, значи од времето на неолитот до ден денешен, со знаци на присуство на луѓе на токму оваа локација. Тоа што ни кажа? Тоа ни кажа дека ваквите географски истагнати токми места на кои што во околината и е даден доминантен положај на стожер, на центар на една геометрија на околниот локалитет, овој да го наречеме еден колосеум од планини, кој во средината завршува со една вертикална доминанта, од секогаш представувала воскит за луѓето и предизвик да мислат дека токму на тоа место божеството и природата дало посебно значење. Според тоа, оттаму и ова место во раната цивилизација било посетувано како место култ на големата мајка. Подоцна, кога веќе се развиваат познатите цивилизации во раните периоди, овде го населуваат локалните жители, кои ги познаваме како пајонци. Потоа, со ширењето на Македонската империја, пред да појде кон освојување, односно влегување во симбиоза со персиско-вавилонската култура, војската на македонците доаѓа на север за да може да обезбеди отстапница и мир заради многу важниот проект на остварување на едно општество во кое што сите ќе живеат во едно исто општествено уредување, меѓутоа локалното ќе се почитува, културата ќе се почитува, ќе остане само војска и монета која што ќе го обединува тоа големо општество на многу јазици и многу култури, што, да речеме, било идеја на македонците од 4 век пред новата ера. Во тоа време е подигнат овде и свет и воен објект кој означува контрола на потребните комуникации внатре во државата. Ваквото избрано место, како што кажа, станува и место кое што е дел од огромната мрежа на утврдување кој започнува да се гради и доградува во времето на првата голема македонска империја. Денес археолозите утврдиле, иако се не е проверено, дека има до 1000 тврдини во Македонија, што значи на 25.000 км2, 1000 тврдини, тоа значи на 25 км2 во една тврдина. Таква густина на тврдини, мислам дека не може да се сретне на ниједна друга географска точка. Тоа само по себе значи колку внимателно е чувано ова парче земја, колку и во тоа време многу значено, а и во континуитет кога ќе се свати дека ова утврдување не е напуштено и во времето кога се уште важи утврдувањето како одбранбен механизам, значи средниот век, овде секогаш постоело утврдување кое што контролира патишта комуникации и безбеден живот на ова важно население, на ова важна почва која што се вика Македонија. Ние во моментот стоиме